Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Историски ден. Денеска се подпишува договорот влада со Велика Британија. Ова утро заедно со мене е Драган Милосављевиќ. Драган, добро утро. Добро утро, Златев, добро утро на сите слушатели и гледачи. Да, навистина е историски ден. Ќе се подпише стратешкиот договор со Британија, кој што се надеваме ќе ги донесе резултатите кои што се најавени од страна на владата. Во живо од Лондон ова утро го имаме вице-премиерот Александар Николовски, кој денеска ќе го подпише договорот, ќе ни откри детали околу него. Режија, обидете се да воспоставите врска, ве молам, за да можеме да го вклучиме вице-премиерот Николовски. Добро утро за вице-премиерот Александар Николовски, кој ни се јавува од Лондон. Денеска е таму. Добро утро. Да, поздрав на сите што не слушаат. Николовски, пред да отидете во Лондон, рековте дека ова е историски ден, односно дека 22 мај 25 година ќе биде историски ден, затоа што вие денеска го подпишувате договорот влада со Гарет Томас, министер за услуги, мали бизниси и извоз на Обединетото кралство. Во колку часот ќе подпишувате денес? Сега е негде уште малку, вие сте еден час назад, отприлика околу 20 за 8 ќе дојде кај вас. Да, значи точно со колегата Гарет Томас, кој што практично е, да го преведеме во наши услови, министер за економија и за трговија. Тоа би било соодветниот превод на неговото портфолио. Подпишуваме во 12:30 по локално време, што е 1:30 по македонско време, и навистина имаме историски ден за Македонија и за односите помеѓу Македонија и Велика Британија. Огромна работа која што мисламе дека многу значи пред се во делот на политички односи, затоа што добиваме многу силен сојузник. Понатака многу значи во делот на развој на државата, затоа што ќе добиеме врвна експертиза и подршка од најголемите умови и најискусните луѓе тука од Велика Британија. Секако многу значи и во економскиот дел, имајќи предвид дека на располагање се става една рамка од 5 милиарди фунти, што се 6 милиарди евро, што е нешто што Македонија никогаш во својата историја до се не го видела. Овој договор велите дека е историски, но дали е ова сега тој договор за стратешко партнерство или тој дополнително ќе се подпише? Затоа што зборуваме за два договори. Едниот е договор за стратешко партнерство, кој што е по-генерален и по-политички. Тој ќе биде подпишан од страна на двајцата премиери во соодветно време кое што скоро ќе го договориме. И вториот е договор влада со влада, каде што по-конкретно зборуваме во однос на политичката соработката во делот на размена на искуства и економската соработка. И еве да кажам еден куриозитет, ова е прв договор од овој тип, прв договор влада со влада кој што Велика Британија го подпишува со било која европска држава. Значи, прв пат има договор на европско тло влада со влада. Обично, нели, тоа име наменето веројатно за другите континенти, но сега откако излегува од Европската унија, ние сме првите со кои подпишуваат ваков договор. Да, практично ние добро го препознавме моментот да сакаат да развиваат добри билатерални односи, особено откако се надвор од Европската унија, и еве ги гледаме резултатите. Николовски, со овој договор веќе се искомуницира од страна на владата што се ќе добиеме. Имаме некаква слика околу сето тоа, но дали можеби еве вие во текот на вчерашниот ден гледавме, имавте неколку средби, дали нешто дополнително од тоа што веќе е најавено се прецизира? Апсолутно, ова е само почеток и треба да го гледаме како рамка, не како фиксни проекти. Она што е значено е дека се работи за проектно финансирање, значи финансирањето е врзано со проекти, што според мене е многу битно, значи дека нема да додат средствата во непродуктивни трошоци за исплата на плати, пензии, социјална помош или останати бенефиции или субвенции, туку ќе одат за инвестиции кои што
многократно ќе се враќаат посета на македонските граѓани. Во моментов имаме спремни 3 сета на проекти, но како ќе доаѓаат нови проекти, ќе разговараме со нашите пријатели од Велика Британија и доколку и за нив се прифатливи, секако дека ќе има и нови проекти, и ќе има нови проекти. Веќе имаме на радар, вака би рекол, најмалку 2 други големи проекти кои што во овој момент ги размислуваме. Најавивте дека договорот за стратешко партнерство ќе биде потпишан од двајцата премиери. Дали може да очекуваме дека Кир Стармер, премиерот на Обединетото кралство, ќе дојде во Македонија, можеби? Па, зошто да не? Ние би сакале да го угостиме. Немаме во овој момент фиксен термин кога би можел да дојде, но биле повеќе од сретни да го видиме. Она што дефинитивно е сигурно е дека во тек на месец октомври сигурно ќе има нова билатерална средба помеѓу двајцата премиери, овој пат во Лондон. Тоа е тоа што веќе е сигурно, а во однос на другите работи секако дека комуницираме. Опозицијата вели дека овој договор и тој за стратешко партнерство и овој кој вие го потпишувате се антиевропски. Дали вие налетавте на антиевропска атмосфера во Лондон? Мислам дека е срамен односот кој што го имаат. Мислам дека не успеа да се надминат себе си. Има толку многу теми на кои што можеме да се конфронтираме, да се спротивставуваме. Мислев дека да бидам отворен, ова ќе нешто што нема да најде на ваков тип на критика, напротив дека ќе биде поддржано. Имајќи предвид дека проектите се за сите, дека ако сакате на крајот на денот, ова се проекти што надминуваат и еден мандат, надминуваат и една влада. И очекував дека поддршка ќе дадат, но да го покажаа своето лице и не случајно завршија со 18 пратеници на минатите. Никола Димитров порано знаеше да се пофали дека ги чува сите пенкала. Вие велите ова историски договор, веројатно ќе го чувате пенкалото со кое ќе потпишете. Денес кои други средби ги имате на агендата во наредните денови? Денес имаме доста сериозна средба со одделот за железници во рамки на Велика Британија, каде што ќе разговараме конкретно околу проектот за брзата пруга. Понатака имаме доста долг и сериозен состанок со потенцијални финансиери на проектот и имаме исто така доста суштински состанок во однос на изградбата на болниците и факултетот и студентскиот дом, така што е работен ден и е работна агенда. Ви благодариме многу. Ќе ве оставиме денес да го фатите денот. Ви посакуваме плодна соработка која ќе донесе многу успеси за државата и се надеваме дека ова што го говорите ќе биде само еден мал почеток на се она што може да го добиеме во оваа соработка со Велика Британија. Благодарам, беше задоволство и поздрав на вашите слушатели. Драган, го изслушавме министерот. Ентузијазам прилично ово утро од Лондон. Да, апсолутно Николски не крие дека е задоволен од целава ова работа. Сега треба таа пракса да се представи и да видиме како ќе излезе. Едно нешто е сигурно, ќе влезат сериозни пари во многу сериозни инфраструктурни проекти. Тоа е тоа што ќе треба да размрда економијата, тоа е тоа што ќе треба да размрда еден куп наши работници, еден куп наши фирми кои што ќе учествуваат, претпоставам во целата работа. Меѓутоа она што е поважно е тоа што овие проекти долгорочно ќе треба да обезбедат за Македонија придобивката од пругата од железницата. Ајде, колку и да звучи ова помалку и смешно, дури и нихилистички, што во 2025 година разговараме за ваква работа. Меѓутоа ние 20 на години немаме возови во Македонија и сега треба да се вратиме на местото на злосторството, односно да се навикнеме на повторно на возови кои што ќе движат низ Македонија, при тоа особено во товарниот сообраќај, а и овие ветувања дека ќе имаме модерни возови за патничко патување, не знам, до Унгарија ќе се стига за 4,5 часа, до Будимпешта, например, за Белград до 2 часа. Делува речиси како научна фантастика, меѓутоа не е неостварливо. Овој ентузијазам што го нуди
подпредседателот на владата, искрено се надевам дека ќе даде вистински резултати и ентузијазмот ќе ги зафати и другите во државата. Знаете, многу интересно е како јавноста го прифаќа. Ова имаме дел од јавноста е навистина задоволна, но имаме и со коментари може да видиме. Има и скепса дали е ова колонизација од страна на Велика Британија, дали ние влегуваме во должничко робство. Се обидува и вице-премиерот на една пресконференција и тука беше министерката за финансии да го објаснат овој феномен. Па не е феномен, Златев, ако ме дозволиш. Британија сама по себе е империја која што трае 1000 години во континуитет. Британија има свој гревови по светот, тоа не е некоја тајна, има гревови и према македонците пред многу години и тоа многу лесно се потенцира. Не се работи овдека за љубов со Британија, не се работи овдека за романтична врска. Овде се работи за договорни односи кои што се од обострана корист. И така треба да се гледа. Сега Британија што направила пред 100 или пред 200 години, ако е така никој не треба да се работи со Британија. Браво, што е суштината? Не само со Британија, никој не треба да се работува ни со Германија. Зашто Турција би се работила? Зашто Турција би се работувале ние? Турција ни е најголем стратешки партнер, а ние де факто 500 години сме биле под турско условно кажано робство. И сега да речеме нема тука што да се разговара. Суштината е друга. Суштината е дека, знаете, оваа пруга мора да се изгради. Таа кошта многу, најмалку 1,5 – 2, не знам колку кошта, но кошта многу. Ние тие пари ги немаме. А доколку се изгради таа пруга, ние ќе добиеме навистина добри економски услови, ќе имаме брз транспорт на стоки пред се за бизнисите, но тука и тоа личното што ќе може ние лично да ја користиме. Кога немаме пари, треба да најдеме поволни пари. Овие пари се поволни зошто? Затоа што, како што кажа Александар Николовски на неговата последна пресконференција, овие пари ќе бидат со грејс период, односно додека не се заврши проектот, ние нема да враќаме на британците пари. Во моментот кој ќе се заврши проектот, ќе почне исплатата на парите. Што значи тоа? Тоа значи, Драган, дека практично самата пруга ќе си ги враќа парите. Така. Ние нема да одделиме од пензионерите, нема да одделиме од студентите, нема да одделиме од парите предвидени за плати во јавна администрација, предвидени за социјална помош, за армијата, за така натаму. Туку парите што ќе ги вади пругата, затоа што за да поминуваат возови, не знам, со кинеска роба од Солун до Будимпешта, тоа ќе кошта, пругата сама ќе си ги враќа парите и кредитот ќе се исплаќа така. Тоа е и во бизнис, нели? Најисплатлива форма за кредитирање. Во однос на втората работа, Британија не ни ги дава овие пари затоа што не сака. Не ни ги дава овие пари затоа што мисли дека ние сме, нели, важни за нив и така натаму, ги дава овие пари за да има геополитичко влијание над коридорот 10. Што секоја светска сила ќе го направи. Би го направи. Британците едноставно први загриза и сега што? И тоа е тоа. Тие, де факто, благодарение на оваа рута, ќе имаат свое влијание на коридорот 10. И тука нивната мисија завршува. Зошто? Затоа што тие коридори се геополитички важни. Утре Британија ќе биде таа која со своето влијание на овој коридор во евентуални трговски војни со Кина, со Соединетите Американски држави кои сега гледаме исто дека тргнаа на своја страна и така натаму, Велика Британија ќе си го има својот геополитички леверидж, предност. Да. И сега во целата приказна луѓето прашуваат, можеби и со право, дали со ова британците ја купуваат Македонија? Дали ја купуваат Македонија? Па не можеш да ја купиш Македонија. Можеш да го обезбедиш своето влијание. Влијанието постојат. Некој мисли дека Европската унија нема влијание овдека, дека САД нема влијание овдека, дека не знам. Тоа е така. Да бевме ние, Британија ќе беше супер, ама не сме. Меѓутоа не купуваат во целава работа, мислам дека се работи за, ја се надевам искрено дека за работи за вин-вин ситуација. Ја да расчистим уште една работа која што Zero sum game. Така Zero sum game е во прашање. Да. Ние добиваме пруга, тие добиваат геополитичко влијание за 5 милиарди кои се буквално
ништо имаат пари, тие имаат пари, ние немаме сега така. Империја. Да. Еве, ај баш да видиме колкав им буџетот за 2025-та. 2025. Значи, Ми ќе да нагаѓам, меѓутоа мора да е сериозни цифри. па 150. Не, они имаат 151 милиарда само долг. Меѓутоа многу интересни расправи се случуваат и мене тоа ми е вака симпатично. Упорно се инсистира на тоа дека британците ќе колонизираат Македонија, не постои простор за некакво колонизирање, ниво буквална, ниво пренос на смисла. Тоа време е пројдено, меѓутоа самите британци имаат измислено еден термин кој што е многу важен, а тој вели не постојат вечни пријатели, постојат вечни интереси. Интересот наш и интересот на британската круна во овој момент се спојуваат и ние тоа мисля че ни треба да го искористиме. Една од главните расправи која што се води е дали ќе дојдат тие фамозни азиланти, односно луѓето кои што Британија ги враќа од своите граници затоа што смета дека не треба да влезат на нејзина територија, дали ќе дојдат во Македонија. Овдека има два момента што сакам да ги потенцирам. Прво, Македонија воопшто нема можности, реални, економски, стандардни, какви сакате, да прима голем број на азиланти. А втората работа е, јас мислам дека бегалската криза од пред 7-8-9 години беше многу индикативна, затоа што низ Македонија поминаа преку 1,5 милион бегалци од Сирија, од Ирак, се извинувам, од Палестина, од каде се не, и никој не остана кај нас. Едноставно што вели Раби Седрак, па тие не сакаат овде да седат. Дури кога некој од нив теоретски би дошол од оној што се обидува да го премине Ла-Манш и да влезе на територија на Англија, кога би го пратиле во Македонија, да бидеме реални, тој човек после 10-20 дена ќе се спакува и ќе си оди. И една друга димензија, за неја вчера пишуваше професорот Звонимир Јанкуловски во неговата колумна за Нетпрес. Значи, прво, тоа не е така едноставно да се направи, не е можно да се направи. Британскиот правосуден систем е таков што тие практично немаат можност вака да носат луѓе. Пробаа со Руанда, не им успеа. Италија проба со Албанија. Во Албанија денес има 8 души. Да, а камповите се за 35.000. Да, не е можно. Едноставно европскиот правен систем и британскиот правен систем во исто време се такви што е невозможно, но тоа е друга дебата. Не се секирајте, никој нема да ни ја земе земјава, барем додека е ваква, никаква полна со дупки, полна со лоша инфраструктура. Јас слушнав тие во Сомалија многу сакале у Македонија да дојдат. Значи, така мера немојте да се секирате, никој нема да ни ја земе државата, ќе имаме само никој нема сега да не знае, вчера ги гледам овие, кога никој се представува како новинар, а не знае основни работи да распознае. Ова не значи дека ние сега ќе ги земеме сите 6 милиарди, не се долг од 6 милиарди кои го враќаме веднаш. Ова е кредитна рамка. Ние може да земеме 600 милиона, може да земеме милиарда, може да земеме 2, може да земеме 6 Ама милиарди. Ама никој не разбира што е кредитна рамка. Тоа е можност колку можеш да потрошиш. Да, ние вакви рамки во овој момент имаме отворено и со Светска банка, кои не ги користиме, имаме отворено сегде. Ова значи дека утре ти затребуваат пари за инфраструктура и ги земаш од овде. Овие пари не се за ликвидност. И самото тоа што не се за ликвидност. Објасни го тоа, молим. Значи имаш кредити за ликвидност, тоа значи дека кога државата не може да исплати на време, зема кредити за ликвидност. За да враќа практично. Ова не е за враќање, да враќа пари, да пушти плати, да направи. Ова не е тоа, дефинитивно. Ова е проектни пари за изградба. Значи имаш пензија, имаш плати, имаш се и овие пари ги носиш за изградба. Дополнително имаат грейс период кој гарантира дека ќе се вратат парите откако ќе заврши самиот проект или 2 години по почетокот, зависи како ќе се договорат. Во моментов Николски договара денеска во 1,5 по македонско време, како што самиот кажа пред малку, ќе го подпише првиот договор влада со влада. Почитувани слушатели, стиснете subscribe на нашиот YouTube канал, гледате дека секогаш сме ексклузивни. Драган, како ти се чини цела ова
перцепција, односно пропаганда дека станувало збор за антиевропско однесување. Види вака, прво, мене дебатата што се отвара ми се допаѓа. Од принцип, треба да има дебата. Треба да се расправаме, треба да дебатираме, затоа што се работи за сериозен проект. И нема тука простор за никакви импровизации. Премиерот Мицкоски рече, и ова сакам да го потенцирам, дека договорот апсолутно ќе биде јавен и транспарентен до последна точка. Значи секој ќе може буквално да види што тоа се договара. Не имавме многу пати случаи до сега во нашата кратка историја на независност, во кој што договори се подпишувале во 4 очи, договори беа криени како тајна, не смееле да се покажат со Бехтел и Енка со не знам кој. Сега ви вели премиерот, апсолутно сите ќе може да го видите. Тоа значи априори дека нема што да се крие. Значи таа самоувереност мене ми дава за право да помислам дека едноставно навистина нема позадина. Батали ова со азилантите, туку генералната слика е дека навистина се работи за вин-вин ситуација во која што сите ќе имаат корист. И британците, и ние, и Европската унија. Ова не е антиевропски по ниедна основа, затоа што Британија е Европа. Да, може би излезе од Европската унија, но Британија ги има сите европски стандарди. Британија ги поставила европските стандарди. Не само што Британија ги има сите европски стандарди, тие ги измислија повеќето стандарди, да. Да, ги измислија и имаат надевропски стандарди, да речеме. И кога ќе каже некој антиевропски, дека е помалку звучи и така комично. Например, моментот сме 2025 година, во Британија има стратегија дека до 2030 година ќе се возат тамо само хибриди и електрични автомобили. Ние уште не можеме ќумбињата стари да ги изфрлиме од улица, така што ние уште не може од 80 да ги изфрлиме колите, а они ќе ги изфрлат и од 2025 што се на бензин. Знаеш, онака, имаш една огромна разлика, и тоа е факт. И ова, гледам и такви коментари, вие сите сте се фасцинирале од Европа, сите сте се фасцинирале од Западот. Луѓе, значи, до Бугарија прошетајте, не одете подалек, до Бугарија прошетајте. Ако имате поише пари, отидете до Франција, Италија, Велика Британија, малце поскупо е виза, се надевам дека сега Николовски ќе избоксува и визите тоа би било нешто. Да не ги укинат или да направат да имаме визи, електронски визи, кои се многу поевтини. Со визите на вистина расипани, за тоа секоја критика. Ја имам грдо пари даден. Па не се расипани, едноставно си го штитат својот интерес. Гледаат убаво земја, сакаш да доеш овде, ќе платиш се, тоа. Околу плакањето ми беше зборот. Неверојатно колку луѓе бараат да добиеме пари така. Кој тој ќе ти даде така значи, пари? Зашто не ги дадат така парите? Па луѓе добри, кој ти дава пари? Еве, пробајте вие на вашиот сосед да му земете 100 евра. Еве, предизвикувам, поети на соседот побарате му 100 евра или на некој другар. Со голема веројатност ќе ви каже или ќе ти рече кога ќе ми ги вратиш. Кој тоа ти дава некој пари, и тоа 6 милиарди евра на поклон? Има некаква идеја дека Европа дава пари без пари. Така, на убави очи, што воопшто не е така. Да, навистина тамо постојат како се викаат, грантови, кои што имаат или воопшто не треба да се вратат, или имаат одлични услови, меѓутоа тие се точно сецирани, точно се однесуваат на разни поглавја, точно се однесуваат во која рамка влегуваат и воопшто не се со таква големина парите. Значи, ние од Европската унија долги години земаме пари, земаме грантови, но тие пари се точно и прецизно насочени за што треба да се потрошат на начинот на кој што од Европската унија бараат, а ако сме реални, ние доста пати тие пари сме ги подкраднувале изгледа, па затоа и престануваат да ги даваат веќе на таков начин. Договорот со Бехтел и Енка беше класифициран како државна тајна, што за инфраструктурен, што има инфраструктурен проект да биде државна тајна. Пат градите. Значи градите, не воена. Тоа значи дека се крадел. Комплекс. Овде немаме државна тајна, овде ги имаме, луѓе кажуваат, ќе земеме волку пари, ќе не ја кажат денес, утре, задутре каматата по која што ќе биде секој проект. Чекај, тоа е расправата. Каматата од британците ќе биде, не знам, 30%. Зборат вика ќе биде поповолно од било која друга финансиска институција да земе пари. Не може. Исто како со унгарскиве пари. Не може. Има овдека луѓе кои што велат не може. Има да биде најголема. Суштината е дека вакви проекти се важни и без вакви проекти Македонија не може да се развива.
И пак ќе кажам, ако мислите дека ние сме будали што сме импресионирани од Западна Европа, што сме не сме импресионирани, го од фаќаме возот, ништо повеќе, да. Унија, што сме импресионирани од Велика Британија, прошетајте и споредете како живеете вие, како живеат тие луѓе. Ќе се почувствувате како бангладешани во една Бугарија. Значи во една Бугарија, каде што Љубител на Бугарија. Не. Знаеш зашто сум љубител за Бугарија? Затоа што вие сите се со тие две червени, они у комунизмот немаа фармерки. Две червени заврши 90-ти години, да. И така натаму. Оди прошете. Значи, ја ќе кажам, од Делчево, седни у Делчево на граничен премин до Банско, иди многу убаво, сега ефтини се ресорите, избањајте се. Нема да најдете ни една дупка, ќе најдете убав обележан пат, ќе најдете одлична инфраструктура, ќе најдете средени дворови по страна, убави оградички и така натаму. Тоа е Европа. Кога ќе дојдете од Делчево, кога влегувате у Македонија, ве чека една 4 метарска дупка, кратер, огромен, и потоа на кај Делчево имате уште 79 дупки, после од Делчево до Каменица имате уште 270 дупки, од Каменица до Кочани имате уште 500, после у Кочани малце Господ да го поживее Никола Груевски што го направи тој експресниот пат, па потоа автопатот до Миладиновци, имате средено нешто, пак личи на нешто, иако според мене недоволно квалитетно направено, но ај сега да не бидам ја, нели, големо дртало. И потоа, кога ќе излезете на стариот автопат од Југославија остен, од Миладиновци до Скопје повторно ќе налетате на дупки. Румби, така е. Дали сакате да живеете во држава со дупки или сакате да живеете во европска држава која ќе биде убаво уредена, каде што вие у моментов од Скопје до Битола воз се движи за 7 сати. Да. Па, А од Пекинг до Шангај оди за помалку. значи, како да ви објаснам? Зборуваме за Скопје Битола колку километри? 150, 200, колку? Какви 200? Не, Помал, под 200. Најмногу. 150 километра да возиш 5 сати со воз. Тоа ако имаат среќа. Ако имаат среќа, ден тако се погоди. А за 3,5 сати си од Лондон во Париж со таа, како се викаше, Eurolайн. Eurolайн. Да, со Eurolайн си за 3,5 сати под Ламанш, под тунелите возил. Зотев, ајде И сега, искористиме и да, импресионирани сме од тоа и стварно сакаме таква да биде Македонија. Ајде да искористиме уште една работа да расчистиме. Идејата за енормно задолжување. Значи сега една од нормално од приказите која провејува, а те сега овие пари ќе се задужиме, ова ќе го враќаат идните генерации, ќе задолживме децата, внуците, правнуците, чукун внуците, чукун внуците. Америка е најзадолжена во светот. Британија току што и го кажа долгот. Само годината тоа. Значи тоа се работи кој што едноставно во светот меѓу државите така функционираат. Ке беше одлично да сме Норвешка, која што не е задолжена земја, затоа што тамо блика нафта од секаде, или у Саудиска Аравија, меѓутоа не е така. Да го објасниме овој феномен. Лани имала БДП, односно бруто домашен производ, 2,56 трилиони фунти. Трилиони. Тоа се илјади милиарди. Тоа е негде околу 3000 милиарди евра ќе дојде од прилика. Страшни пари, мора да признаеме. Споредбено со нас ние имаме 12-13. Ние не сме ни, како да ви кажам, ние села во Велика Британија имаат поголем БДП. Ти дали знаеш дека Загреб, градот Загреб има 3 милиарди буџет? Колку ние што имаме држава? Речи си, половина. Така што не треба многу да се занесуваме. Сакам да објасниш околу долгот. Ќе се враќа. Меѓутоа тоа нема да не претвори во робови на Британија, на Европска унија, на Кина, на не знам кој. Овде има друг елемент. Ова е најубава форма на задолжување. Зошто? Затоа што ова е проектно задолжување. Не е ова значи дека самиот проект ќе си ги враќа парите. Сваќаш? Самиот проект ќе си ги враќа парите. Добро, некој ќе рече има и други проекти кои што не можат баш да ги враќаат парите. Таму ќе плаќаме. За клинички центар не знам тоа е. Меѓутоа па таму таква е потребата. Како тоа дека нема да продуцира пари клинички центар? За да си го враќа долгот? Па можеби не за да си го враќа долгот, ама но ќе продуцира здравје. А без здравје, колку што јас знам, џабе и парите.
Така некако стојат работите. Медицинскиот факултет продуцира кадри. Ова се стратешки инвестиции. Ние во овој момент слушнавме 3 важни проекти што треба да се остварат, апсолутно. Значи ова стратешки проекти се, не се ова проекти за ние сега ќе правиме Формула 1 што ме интригира помалку, искрено да ти кажа, смелоста да се направи ова. Знаеш, се очекуваше занимавање со ситен модел. Знаеш? Ситен модел на терање. Еве ова што го прави председателот на владата. До Битола имало точно 175 километри. Еден мој пријател кажува, вели, прекини да ја рекламираш Бугарија, ќе те пријавам во АВМУ и ќе те затворат. Супер. Бугар ни заеден. Така е. Така е, бугар си. Што да правам кој има убав пут од до Банско? Што да правам? За разлика од Тазе е оден, затоа знае, нема друго објаснување. Пак би идел ради путот. Ајде да откриеме една тојна. Еден заеднички пријател тврдеше дека патот во Бугарија не чини. Истиот овој. Вика, тоа тамо проаѓаш, хаос, вика, ти крадат кола, те застануваат лажни полицајци. Абре, тоа се случуваше. Во 90-ти години јас сум бил сведок. Ало 2025-та. Да. И ти влегуваш и очекуваш дупки да видиш, гледаш еден рамен пат, гледаш пострани Швајцарија околу тебе. Мурија нигде нема, не те гњави. Нигде не те гледа. Не те нема, тамо скенер има, вика оваа регистрација, има винетка, ти пишува дека си со винетка. А не у Македонија на секој 30 километри тој си прави муабет со другарите у конференција на Facebook. Овакво, и дури збори ти наплаќа тебе. Те гледа лошо, те гледа лошо. Или пак у позадина ечи на една страна некоја таква нусе ово она, ако идеш на кај Охрид, на друга страна ти ечи Орце царот. Как ти тегла Орце царот се? Па на патарина го имам слушано. Орце царот. Ке го замолам Милош да ни пушти песла од Орце царот, вака на пауза да видиме што перформанс има и Орце царот. Вие добро знаете што направивте. Или не види, само тоа што нашиот квалитет, на пример сега сите луѓе идат у војна. И не знам, Хрватска у војна која беше ги вади, прљаво казалиште беа у војна машинерија, сериозно впрегнати. Го извади оној Томсон до ден денес, не може да се замара човекот. Знаеш дека има продадено најмногу карти за концерт у свет, фраерот. Уште замара. Бојна чаво главен пеен фраерот. Јура Стубиши, Джеймо, друже Белоградски не шофори. Србија враќа на тоа со рибија чорба, со баја Малик Нинџа. Со баја Малик Нинџа и така натаму, а ние брат почнавме војна и скочивме со Орце царот. Тоа, мислам, секој е почнав. Ке наведиш некој со ова внимавај, али Орце царот и неговиот перформанс. Нашата војна пропаганда почна војна, ние почнавме со Орце царот. Да се умориш, да се изнервираш. И тука ќе сватиш зашо инфраструктурно хаскаме. Нашето хаскање е првенствено културолошко, па значи поздрав за Орце царот, еве никој дали свати. А поздрав и за доктор Голуб, морам да кажа. Од минатата емисија. Кој што многу луѓе изречи. Ја генерално немам ништо против Орце царот. Па да, ама неговата музика треба да биде своевиден андерграунд. А во тоа време беше мејнстрим, апсолутно. Мејнстрим тотален. Значи, за време на војната јас сеќам, дете бев човече, ја пеевме таа. Вие добро знаете што направивте, многу брзо наше добро заборавивте. Така, па ти памтиш и римата како. Па да, и со клетираце на нас тргнавте. Инаку слушај, не знам што беше нешто. Илија Лазаров подсетува дека универзитетот во Карлсруе има 4 милиарди буџет. Харвард има не знам колку милиарди. Не вреди да се споредуваме. Тука Злате влезе во една замка. Не вреди да се споредуваме со други држави, затоа што навистина прво сме мали и во географска смисла и во популациона. Меѓутоа можеме да направиме од ова парче земја добро место за живење. Уште едно сакам да прокоментирам уште еден коментар. Вели, не знам дали се англичаните искрени, проблемот е во нашите министри, не се заверување веќе. За жал се покажа често пати дека знаат да ги изневеруваат очекувањата, но ја ќе ти кажам, универзитетот ја кај што ќе магистрирам сега, King's College London, има 1 милиарда 271 милион буџет. Значи 1 милиарда. 1,3
3 милиарди скоро. Па то книги не можеш да купат тие не... Не книги не може да купат они, например, еве сега да ви кажам као заработува King's College, може? Пример. Една оваква, освен од тоа студенти, плаќање и така натаму. Истражувањето за измислување на мобилен телефон, ме пратиш? Се одвивало таму. И они имаат патент за мобилен телефон во одредена форма, некој дел што до ден денес се користи и така натаму. Така. И ти од секој продаден телефон на планетава, они земаат 0,01 Да, меѓутоа имаш колку милиарди телефони. телефони. Да, и сега можеш да замислиш колку пари земаат од Да, ма тоа е таа филозофија и, на... знаеш онака, и затоа имаат милиарда буџет. А, затоа имаат научници и првокласни професори од прва класа, затоа имаат... Го имаат Златев. Па ќе видиме ти како ќе се покажеш. Сега си радио Сега Гугу, за радио сега. Гага, не знаја тоа. Нема боли, ја никогаш нема од радио да излезам. Радиото ми е, па може Ти си како оној, како се викаш овој у Америка со косата? Кој евреј што личи? кој бе? Легендата на радио. Заборив како се викаше. Види, ја успев да модернизирам мртва индустрија у Македонија. Тоа е радио. Македонија радиото е мртво. Ја успев да направам со 2 веб камерчиња, со 4 легенди, со Ивица Боцевски, кој ја не знам дали е вработен државно. У кој статус е, значи успеа. Хауард Стерн. Како Хауард Стерн си ме подсетија од режија. Хауард Стерн е таква легенда. Само него му доаѓаат девојки па се соблекуваат голи во радио усред емисија. Такви некои перформанси има. Овде тоа не се случува, веднаш да кажеме. Но работата оди ми се чини добро. Супер. Сега, еве, од режија ми викаат за да оди уште подобро треба да ги пуштат рекламите. Предплатете се на нашиот канал на YouTube, читајте lider.mk, не отварите time.mk, таму веќе нема релевантни портали. И ни излеговме, еден од нив ме. Се разговараме на темата, Да, вчера разговарав, али после ако треба ќе разговараме пак. Кратко по рекламите останете, затоа што имаме нешто многу важно. Тоа е новиот гувернер на Народна банка на Република, сега веќе за жал Северна Македонија. Треба да разговараме за Трајко. Ја вчера погодив. Не си погодил, не. Сите беа убедени 100% дека ќе биде Ставревски. Ја вчера знаеш што кажав? Ќе бидам разочаран ако не е Трајко Славевски, а типувам на Ставревски, значи погодив. Сега не сум разочаран. Не си разочаран. Да, сега не сум разочаран. Може типував погрешно, ама не сум разочаран. Не Добро. сум, дефинитивно не сум разочаран. Почитувани слушатели, останете со нашата фреквенција. Се враќаме за брзо со нови детали. Односно, како председателката Гордана Силјановска-Давкова го избра Трајко Славевски. Се враќаме назад во најпознатата утринска радиоемисија посветена на политиката, затоа што е единствена. Го имавме Александар Николовски директно од Лондон. За прв пат во историјата Велика Британија подпишува ваков договор со земја од Европа. Претходно има вакви слични договори со Нов Зеланд, со Австралија, со Сит. Драган, може у Комонвелт ќе влеземе? Да. Значи, нема да влеземе во Комонвелт, сигурно се работи тоа за некои историски процеси. И некој бидејќи беше спомнат Орце Царот, така рече. Да. Еве да кажам дека еден наш колега, пристоен новинар, меѓутоа тотално промашен во музичката индустрија како диџеј, ме подсети во меѓувреме, поздрав до ликот и неделото, дека ние 2001 тргнавме со Калиопи всушност. Орце Царот, меѓутоа и Калиопи. Која песна од Калиопи тогаш пееше патриотски песни. Која бе? Имаше. Ама мислам дека тогаш искешира нешто, па имаше некој скандал околу тоа, пари биле земани ово она. Така што ме подсети овој велам повторно пристоен новинар, меѓутоа искусително лош музички лик. Овакво, значи Имаше. Ми уништивте тезата дека во Македонија нема. Ја поштоем Калиопи реално. Па он е одлична пеачка, Да, реално сега за тама работа. Не, чисто беше подсетувањето од елементот дека се работи за Калиопи. Јас се сеќам, се враќам, ти си млад. Јас се сеќам тогаш имав 20 на години. Кога сме кај Калиопи, утре е ден на властите, гостин ние председателот на партијата на властите во Македонија Стерио Папули. Стерио Папули, каква легенда од човек. Значи кога сме кај тоа, еве
да ви прецизираме, утре ќе треба после емисија да одиме да го частиме Столе Наумов. Да, па и тој е припадник на таа Да, заедница, ние нели? имаме... Ако е воопшто тука тој лик. Тука е. Драган, што мислиш, зошто го одбра Трајко Славевски, а не Зоран Ставревски? Прашање од $1 милион, на Изборот беше помеѓу нив двајца. Провејува и некои други, ама плака странично. Се спомнуваше госпоѓата Војновичка Диеска, дури се спомнуваше дека и актуелната гувернерка би можела да остане, меѓутоа повеќе од јасно беше дека битката е меѓу овие двајца и на вистина тие што се кладат, ако имало такви во Британија, пример твојата омилена Британија која што денеска толку ја спомнуваме, можеш да се кладиш буквално на се, тама нема само спортско кладење, тама може да се кладиш буквално на се што ќе посакаш. Има тама работи од типот, не знам, можеш да се кладиш дека син ти кој што сега има 2 години, не знам, кој ќе напони 20 години ќе стане репрезентативец. И може да ставиш пари и ти прифаќаат облог. Значи, тој што сакам да кажам, би се кладел во 99% од случаите, давам глава дека се кладел на Ставревски, меѓутоа изненадувањето, малото изненадување беше дека терористички напад во САД. Убиени двајца вработени од амбасадата на Израел таму. Во Америка, да. Да. Двајца биле убиени, да. Амбасадор во Обединетите нации Дени Данон изјави дека израелските амбасади низ целиот свет се ставени во состојба на зголемена готовност откако двајца вработени во амбасада беа убиени во Вашингтон. Да. Ова е тешка ноќ за сите нас овде во Соединетите држави, изјави Данон за CNN. Тој што ги убил викал Слободна Палестина, да го прочитав утринава. Да, Наистина неубава ситуација. Под одреден напад е Израел во изминатиот период, и Велика Британија и Европската Унија сака да воспостават дури санкции врз Израел, ги напуштаат договорите за слободна трговија и така натаму. Поради тоа што се случува таму. Па добро, Газа. сега и вистина е, војната таму непрекинно трае година и пол, страшни сцени постојано и на сето тоа премиерот на Израел Нетањаху објави нова голема офанзива во Газа, која што е апсолутно најава за нови жртви, нешто крајно не убаво, не хумано. Длабочината на тој конфликт е многу поголема од тоа што ние можеме да си го представиме. Балканот е буре барот, Да. Блискиот исток е буре Британскиот барот премиер на куп. Кир Стармер рече: не можеме да дозволиме луѓето од Газа да гладуваат. Би сакал да кажам дека за ужасната ситуација во Газа, каде што нивото на страдање на невините деца кои повторно се бомбардирани е апсолутно неподносливо. Велика Британија ги напушти преговорите за договор за слободна трговија со Израел поради ова. Значи, не знам, неинтересно ова што се случува таму е чудно. Не знам зашто Нетањаху одбива да го прекине огнот. Ја постигна целта, го уништи Хезбола, го уништи Хамас. Затоа што очигледно намерата е тој прашањето со Газа да се реши еднаш за секогаш. Тоа е вистината. Вчера Раби Седрак во емисија кај мене објаснуваше една неверојатна, многу веројатна стратегија која што се протега ако веруваш од Индија. Значи да не ги замараме гледачите премногу со тоа, меѓутоа тезата е дека Индија како алтернатива за Кина, за американскиот и за европскиот пазар треба да направи свој пат кој што ќе биде варијанта на патот на свилата на Кина и тој пат преку арапските земји би требало да заврши токму во Газа и од Газа да продолжува кон Европа и поморењата каде и да е, и дека ова практично е дел од целата таа стратегија, доколку е точно е, како да кажам. Таму живеат луѓе, Па таму живеат луѓе колку во Македонија, да се разбереме, не се тоа. Двајца да се. Таму се гине навистина многу и можеби овие вакви напади во израелските представништва по светот се очекувани, впрочем затоа Израел е заштитена земја со најмногу заштита за нивните амбасади на целата приказна е многу умирање, многу страдање. Во меѓувреме, сакам да кажам дека ние овдека се изборуваме за Газа,
неверојатно многу коментари има. Некој се префалил на Латас, некој се префалил на... Што е се тоа со Па не знам, нешто Латас нешто кажал некогаш, што нема врска со ова сега, некој се расправаат околу, некој објаснува за Бугарија дека лажеш, односно вели не гледај на кај Банско и на кај Црно море патиштата, погледни ги патиштата во Бугарија во внатрешноста, па да видиш што е беда, во тој правец оди работата. Да не гледаат двајца твои колеги, Драган, и коментираат овде Мери Симоновска и Матеа Поздрав Петровски. за тие два чудесни лика, Мери мојата драга пријателка, Матеа е приказна сам за себе. Матеа Човек вели- кај оди прави белја, се знае тоа. Во време кога нормален свет спие, вели, ние ги гледаме овие двајца, па видете, нормалниот свет спие негде дока и 6:30. И за левица паднал Значи. некој муабет, интересно. Некој веќе реагира на некој што реагирал за левица, вели кога ќе дојде левица, веројатно на власт, тогаш ќе видиме што ќе направите, до сега има само глупости. Добро, Левица чекаме ќе дојде левица. на власт, иако ќе се вика Мухамед. Значи, Па сега, од прилика. Мухамеде. Не знам јас тоа. Значи, да бидеме реални. Драган, што мислиш за Трајко Славевски? Како дојде до ова? До последен момент Така е, имавме така е. неодлучност од Вила Водно. Дури вчера попладне се крена Белчат. Белчат Белчат, како за папата, над да. Вилата Водно. Ние имаме и осомничен или кој го ложел Така е. чадот, но Еден пријател наш што е вработен државно, јас Да. мислам дека белиот чат го има го палено. пуштал тој. За волја на вистината, еве вчера и го изразив незадоволството, денеска повторно ќе го Од што? изразам незадоволството од тој наш пријател кој едноставно не ни откриваше кој е гувернер, се правеше дека не знае, се правеше дека председателката не може тој да каже пред неа и едно другарство од долго со години, 5-6 години го стави под еден огромен не Прашалник. знак прашалник, но пред еден огромен предизвик, нели, да не се скараме, затоа па после тоа следува и коментари од типот па шо ви е вас толку битно кој ќе биде гувернер, вие да не сте Не знам, банкери. јас тоа, и јас само така знам дека натаму. кога ќе се вработиш Значи, државно мора да внимаваш што кажуваш. Ние сме овдека приватен сектор, зборуваме што ќе ни падне на памет. На државно е нешто друго. не ни кажа, но и покрај тоа што не ни кажа, ја вчера погодив кој ќе биде гувернер, затоа што кажав дали ќе бидам разочаран ако не е Така е, Трајко така е, Славевски, а типувам за Зоран Ставровски. Сега. И сега не сум разочаран. Да. Сега веќе за Ставровски нема што да се збори, бидејќи не е гувернер, едноставно тоа е тоа, односно не е предлог на председателката, меѓутоа јасно е дека тоа ќе пројде во собранието. Трајко Славевски е голем експерт, тоа не е тајна. Неговата сегашна актуелна позиција како председател на Советот на град Скопје, тој помина повеќе од 3,5 години во жестоки расправи со градоначалничката Данела Арсовска, во убедување, во ламентирање бескрено тамо. Како го правеше тоа се разбира секој за себе може да процени, меѓутоа факт е дека неговата експертиза далеко ги надминува тие рамки. Значи, навистина се работи за професор, човек кој што завршил на Харвард, ако не се лажам, во Не, има постдокторски. Да. постдокторски во уште полошо, постдокторски во Харвард, човек кој што ја разбира економијата, ги разбира финансиите и би требало да си ја работи својата работа како што треба, особено што Трајко Славевски во кулуарите на луѓе кои што го познаваат добро велат дека се работи за човек со принципи, човек кој што не отстапува од своите принципи, човек кој што е готов да се искара и да се повлече ако неговите принципи не се респектира. Тоа значи на чело на Народната банка ќе дојде човек кој што едноставно умее да се контролира, умее да се води од морални начела и да се надеваме дека едноставно ќе го заврши тоа што треба да го заврши во следниве 7 години Поштојни како што слушатели, треба. ова утро го слушнавме најголемиот политички комплимент во историјата, тоа е умее да се контролира. Односно, Многу важно. Многу важно. Значи, Многу важно. Како? Знаеш ти колку пари има тој во Му џепа? доаѓа
му доаѓа да му ја учука на некој едни, ама се контролира. Ме разбира. Па со Данела има фантастична соработка, ова не беше соработка. Кога сме кај Данела, она дефинитивно не може да се контролира со. Вчера имаше некоја многу интересна ситуација. Out of control, out of себе контрол, значи не зборуваме за друга контрол. Вчера имаше некоја ситуација што бидејќи имаше навистина многу важни настани, не успеав да ја проследам, знам дека беше градоначалничката во Чаир и таму се расправаше со некои луѓе. Со некој мајстор или беа гипсер или беа нешто се расправаше, ги тераше кај што не треба. Граделе тие нелегално. Мислам дека ќе им легнеше пред бетонјерката. Уште малце знаеш. Не знам навистина што беше, како новинар се извинувам што не ја проследив целосно целата работа, меѓутоа навистина имаше многу важни работи. Но еден заклучок Трајко Славевски може да се контролира, она не може да се контролира. Да, јас мислам дека е така. Од прилика. Јас мислам дека е така. Некако. Професорот е специфичен лик и мислам дека ќе вади слушатели работа. ексклузивна анализа на Драган Милосавлjević за да слушате повеќе вакви анализи. Од типот кој може да се контролира, а кој не може да се контролира. Предплатете се на нашиот YouTube канал. Ни фалат уште помалку од околу 92-3 сабскрајбери за да стигнеме до 10.000. 10.000? Да. О, машала цифричка е тоа. Тоа е машала цифричка. И после Љупчо пил виски. После Љупчо пил виски. Ете, гледате, отворено ми кажа, ставајте вие сабскрајбери за он да може да пие виски. Уште една емисија поминуваме вака во весело расположение со мали запирки заради оправдани причини. Не знам, многу големи очекувања. Искрено, владата си наметни многу големи очекувања, самата граѓаните тоа го прифатија и сега можам да го кажам само следново. Тешко на нив ако не остварат најголем дел од ветувањата што ги направи. Владата кој? Кога ќе го подигнеш ти стандардот на очекување. Милиарда од унгарците, 6 милиарди од британците. Ќе градиме ова, ќе градиме она. Инвестиции, вакви инвестиции, странски, отвараме фирми, не знам што. Се бориме со криминалот, се бориме со корупција. Ако сето тоа не даде видлив резултат, ќе биде навистина тешко да се биде во нивна кожа. Трајко Славевски е еден од најдобрите економисти во Македонија, де факто. Човек кој има оставено многу зад себе и најуспешниот министер за финансии во однос на индикаторот раст на БДП. Во негово време, од 2006 до 2008 година, Македонија има пораснато најмногу како економија и покрај економски кризи и така натаму. Верувам дека ќе биде добар на оваа функција и да му посакаме среќа. Има одредени дилеми од страна на опозицијата дека станува збор за партиско решение. И да, господинот Трајко Славевски беше, сега веројатно ќе му прекине членството затоа што е непартиска позиција, член на ВМРО ДПМН, беше претседател на Советот на град Скопје, но и претходно и Петар Гошев беше член на партија и Љубе Трпевски беше член на партија. Во секој случај му посакуваме добро да го чува државниот трезор, да ни биде стабилен денарот и да немаме голема инфлација и најмногу од се му посакуваме убаво да ги контролира банките кои знаат понекогаш маце да забегаат. Да се радеваме. Инако беше спомната левица, нели? Добро? Па чисто поврзано со тоа, денеска и тие историски дени имаат. На кој гроб одишле? Не. На Антропол излезе информација историска следба на Комунистичката партија на Кина со левица во Скопје во духот на меѓународна солидарност и заедничките идеали. Висока делегација на Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина тралала дојде во Скопје да се видат со левица. Ванковско делегацијата ли? Не бе, кинезите дојдоа во Скопје. Ама добро. Кој ќе ги пречека, мислиш? Да. Не знам сега ако се фатиш за телевизорот пак. Не. Ја мислам ќе јадат кинезите добра кифлица. Значи. Не коментирам. Добро. Значи, во секој случај Комунистичка партија на Кина доаѓа
во Скопје, одличен мотив некој да протестира за правата на муслиманите во Кина кои се кршат На уйгурите. на угурите, да, ние се бориме како радио лидер. И Драган знае на каков начин јас сум своевидна жртва на комунизмот, кога е во прашање кинеска комунистичка партија. Нема што да кажам на темата. Не, знаеш причата. То нели? знам добро. Така што Златев, чисто информативно, блузава што ја носиш, кошулава што е, на незе има британски инсигнии, символи. не е британски. Не се, како оние лавови крал, она е класично британско. Ова ми е униформа од факултет. Ова е логото на грбот, coat of arms на King's College Лондон. Па ќе препознав јас овие Да. лавови. Не е тоа Ефтини ми се, случајно. не бе ефтини, беа таму. Не е тоа случајно. Ја пропагираш Британија долго време. На секој чекор мора да се признае Британија вака, Британија така, во Лондон, ова, во Лондон. Некој мораше она. да го избоксува овој договор, се што да правам. Да, али... Некој мораше да го избоксува договорот. Добро, ќе се открие ли како? Како дојде до оваа приказна? Тоа ми е најголемата мистерија во целата работа. Многу едноставно. Овој договор е постигнат благодарение на личните контакти на вице-премиерот Николовски, на премиерот Мицкоски со луѓе од Велика Британија, односно со луѓе од британската власт и луѓе од лабористичката партија, очигледно, што ја потврдува мојата теза дека ВМРО-ДПМН е класична левичарска партија кога зборуваме за економските политики, затоа што соработува, нели, многу интересно. И кога ќе ги видиш структурно, ова многу често сум го говорил, Драган. Да? Во Велика Британија лабористите ти се као ВМРО кај нас. Имаш една верно членство, убедено членство, членство со идеали, радничка класа, луѓе кои не се, знаеш, бизнисмени, но се патриоти и така натаму. Такви се лабористите, такви се ВМРО-вците. Во исто време конзервативците во Велика Британија и СДСМ во Македонија, ти некоја градска елита, деца од четврта генерација со пари, знаеш, во Лондон веројатно во Англија и во 20-та генерација до со пари, да. што во Англија уште зимаат од дивидендите од East India Company, Да, од да. растот. Од 1600 разбира. и леко ја, да. Значи, и тоа овде имаат станови од центар, од комунизмот земени за без пари и така Така е, натаму. така е, така е. И тоа е некоја интересна паралела. Иако таму овие се левица, овде овие се левица, овие Овие се се десница, десница, да. демек, во суштина они се многу послични меѓу себе и конзервативците и СДС се многу послични Интересна меѓу себе. констелација како е Да, така поставено, меѓутоа ете гледате што значи шареноликост. Да, не е тоа шареноликост, тоа е природно, така се изградени партиите, знаеш. Например, као партија на обичниот но знаеш народ како и партија конзерватив, на... но има еден момент кога ќе кажеш дека конзервативец е членство на привилегираните во Англија, тоа е разбирливо. Тоа се луѓето кои што се наследници на големите богаташи од времето. А кога ќе кажеш кај нас дека привилегирани се левичарите, кои што не се наследници на, не знам, на некакви лордови поранешни или туку се наследници на Благој Попов. Значи, на црвената буржуазија, па да, за која што има уште живи луѓе кои што им ги откраднале куките на водно, така малку станува. Не им ги открадна, да бе, да. Како не им ги откраднале? Така е бе, така. Сега јас сум поддржувам и партизани и апсолутно и многу сето тоа го почитувам, меѓутоа факт е дека има луѓе на кои што им биле земани куки само затоа што биле богати. Ти стан. Ја, например, кај што живеев тука во аеродром, напред пред нас беа тие полицајските згради, како ги викаш. И сега тука ти живее Никола Поповски, ти живее овој што беше тој министер за финанси. Ти живее овој како се викаше Зоран Верушевски, ти живеат некои такви ликови и ти сваќаш дека уствари ние тука сме продавале ниви за да купиме за 1000. Ние ефтино земавме, сега и поскапо е, нели, станови, а овие државата им ги дала без пари на времето. Станови, Им ги делеа. И сега ќе дое директорски тој, позиции за навек. и тој ќе дое сега ќе ти глуми лудило, ќе вика ајбе селјачи штедни, ние ви продадовте,
за да купите станови. Да, Ама ќе ти собраќа со другар. Ама ќе ти собраќа со другар. Да, ние селјачиштата ниви продадов, тоест ја не ни продадов ниви, но нема врска. Ставам од таа група. Откри си што си продал. Ништо не сум продал, но вие што сте ги земале тие станови за без пари, сте поголеми злосторници од нас со нивите, нели, као да ви кажам. Ние не сме ни злосторници, наши биле нивите, сме си ги продале. Друга тема, Драган, чека да видиме што има ново утро, сега не читајте тај МК, ништо нема на тај МК. Значи тоа со тај МК. Објасни на кратко, претпоставам дека си објаснува. Тај МК е агрегатор кој што ги собира сите медиуми на едно место и тоа трае со години и години и години. Одеднашка, како за луѓето што не знаат, како бомба, како сега, како тоа, како гром од ведро небо, повеќе од 50 или колку беа вистински медиуми, еминентни медиуми, објавија дека не сакаат веќе да ги има на агрегатот и некој ќе рече кој ви е проблемот, зошто не сакаат да има на агрегат, од каде што најлесно доаѓате до затоа што се смени законот за авторски права во Македонија и мораше да се регулира начинот така што ние и агрегатите ќе имаме меѓусебен договор за деловна соработка за да се пренесуваме. Од тај ни испратија договор дека ние бесплатно се откажуваме од нашите авторски права и сега ние не сме ненормални бесплатно да се откажеме од нашите авторски права и не ни сакаме да се откажеме од нашите авторски права и едноставно се повлековме и сега ќе преговараме со тај МК. Пак преговори ќе има? Не знам дали ќе сакаат. Може он ќе сака да се работи со кој остана, значи напуштија сите скоро. Остана 24 вести, сакам да кажам, Макфакс, во центар, TV21 Ирала, Дојче Вели, тоа е тоа. Да, меѓутоа 45 час најдобрите во Македонија, најпосетуваните сите. Па добро. Подземните плитки води, што е ова со плитки води, брат? Го изгубив коментарот. Имаше некој за подземните води, дали да останат у собственост на Македонија. Не може тоа не нося подземни води, Драган, проблеми нешто здравствени, психички. Сега што ние со жици нешто одеа, што истражува за подземни води. Да, и ти оди после ти тупнуе пирамида. Да, бија пирамида тие шлапоите штити од подземни води. Ја не можам да прекинам кога почна тоа. Пази, тоа е све влијание на српски луди списанија. И ја да ти кажам. Значи, тие списанија после кои ги преведува во Македонија, тоа резултираше што под душекот стававме фолија. Знаеш она фолија за јадење? Да се штитиш. И ти гледаш дома места, ти им викаш, луѓе, што правите? Ова штити вика од подземни води фолијата, за кога спиеш демек да не те... Викам, пази, на 9 години ми било јасно дека тоа е малку шлакнато. Значи, како да тека. На 9 години сум имал кога го правеле тоа. Знаеш ли колку луѓе купуваат пирамиди и тоа за сериозни пари? Јас се сеќам. Тој ти продава ништо. Свагааш, тоа е ништо. Тоа има вредност од 90 денари. Он ти го шипка за 3.500, ме разбираш кој колку што нашол да го направи тоа пирамидчето. Види, не знам. Меѓутоа можеби влијае на некое како се вика подсвесно ниво врз луѓето да се чувствуваат подобро. Тајната на сите тие работи е во тоа. Дури на Космодис предпоставувам. Што кај може гума да те заштити од гума е Космодис. Од упропастела кичба. Гума зорецкички онакви, знаеш, шо може тоа да те спаси? Не знам, не сум компетентен да зборувам на тие теми, меѓутоа секогаш велам треба да внимаваат луѓето. Чисто да го поздравиме уште еднашка пристојниот новинар, крајно некомпетентен музичар, кој што и натаму нешто галами во приватни пораки. Пирамида. Нема пирамида, тој со либидото нешто се расправа. Како и да е. Супер. Јас мислам дека навистина имаме 3 интересни вести, од која поинтересна во Британија се подпишува стратешкиот договор, Трајко Слависки станува гувернер на Народна банка и историско поврзување на кинезите со левица.
Да не го пропустуваме ова прекрасно утро со Космодиски, со како беше во другото со пирамида за откривање Значи, на лоши води. Што е следно од соработката на кинезите и Левица, тоа што веројатно сега Чиз, пошто нема да биде кандидат, ќе држи онакво се за 99 денари. Чекај малце, нема да биде дефинитивно? Нема, да. Левица одлучиле во Скопје да ни го предложат македонскиот Мадуро. Овој што вози комбиња. Да, некој дечко што има по професија шофер на комбе. Па Ќе го добро, води тоа е аеродром. добар начин, добар. Како? Добар начин е тоа. Значи човек од народот, од рајата, тоа е фазон нешто. Човек кој што вози комбе. А за чист ми е жал. Да, и мене ми е Добар жал. асет, добар, квалитетен играч. Се зборува дека е видно разочаран. Не знам дали го поставил видеоврска со доктор Голуб, но но е сега може ќе добие плодна соработка од ова ново да отвори се за 99 идеш и купуваш работи кои ти се тотално непотребни. Ја кога се загледав на тему што да купувам и сега бараме и ставам у кошница ово и после на крај ја гледам кошницата и сваќам дека ништо од ова уствари не ми треба. Да, тоа е најголемата работа. Купуваш и кога дојде и шо со ова? Знаеш. Мене уште ми стојат, син ми што нарачал, стојат така на едно место. Што има, драгце? Некоја даска, не знам, нешто нарачал, нешто потрошил, некои пари му извади од кожа, му викам што ќе правиме со ова сега. Сега што? И ми вика сега најди бармашина да бушиме. Немам бармашина, ќе ми нарача од тему. Да. Види, имаме ни еден пријател што мислам дека се облекува во тему и фантастично му стои. Многу личи на овој Луис од пејачо што По едната варијанта, а втората варијанта личи на Брусли кога би бил жив и би останал. Да. Да, стварно. Не знаеш дали се тренерки или одече за карате мајстор. Само очекуваш да ти направи потек еден, мајагери. Но тоа е Кина веќе влие сериозно на модата у светот. И мислам дека светов пубаво изгледаше која модата Италија ја криеше нешто. Да. Каков Гучи, каков Да. Пако Рабан, не знам тамо, каков Маде Армани. италијанци забега која видо после изградбата на Версаче хаус у Ерчино. Па добро, тоа нема врска со Италија, сега да бидеме реално. И најмалку со Версаче има врска. Покојниот Версаче се превртува гроб што му прават. Кога гледаш Q8 брендирана Версаче у Скопје, Да. и од неа ти искача човек што од глава до петици со тие шарките. А знаеш што е И, интересно? Знаеш дека може да попие тужба за тоа? Ти знаеш ли како во светот што значи тоа? Јас се сеќавам на времето во 90-тите години, еве една информација сосема пред крај, Мадона, поп иконата, му тресна тужба на синот на Слободан Милошевиќ, затоа што отвори во Белград дискотека Мадона. Тоа е заштитено име, ти не можеш да го користиш. А кај нас Версаче не е било што. Овде во Македонија фактички направија шега од Версаче, разбираш, тоа е светски бренд. Направија зезање од него. И светски Подби шега, Версаче и светски е шега више со тоа што го прават. Што правеше госпожата. Меѓутоа јас зборам за вистинскиот Версаче. Тоа да. Но сега види, има Џани Версаче. Џани Версаче. Има тука Џани Митровски адвокатов, нели? Има тука каква споредба е Џани Митровски адвокатот. Некој ќе праша дали е по Версаче или по нешто друго. Има сега тука една друга димензија во однос на сите овие работи околу мода, околу брендови, околу се тоа. Ние овде, брат, имаме малку искривена перцепција за таа работа и кај нас кој ќе видиш. Има у Италија добра теорија, вика колку по на југ идеш, толку поише логото, вика, на брендот се зголемува, така е. И доаѓаш со него оде златни ланац, кајле што викаат србите. Одат разни тамо асети. Не сме некои. Примерно, тоа е тоа.
Дали се случи и овој момент Златев се прозевна во емисија? Па што да правам? Сабајле ја до касно работев, учев на таван као Ленин под свеќа. Си приметил тоа сите комунисти, дали Ова Кочо везна, Рацин, да. дали Ленин, дали Тито. Под свеќа, ова Он везна, очите да. му се оштетиле под свеќе, учел на Сабајле, пишел на таван или у подрум. Но, откако макотрпно работел 14 часа на некоја машина, Да, важи. нешто тамо, Важи. И читав и еднаш книги јадел после. на ден, како што бива, едно јадење, и тоа обично било порција просо или нешто така. И вечерта макотрпно читање, студирање во собствени рамки. 9 години студирал, со 10:00 завршил. Тоа е другарот на Пасиев, така е. И после джип си купил. Значи, Поставил привилегии. доказ, Димитар Пасиев е доказ дека капитализмот е најуспешен систем. Тамо може и комунист да живее Значи, добро, да. после толку работа, толку труд, толку све партии, прајање замарени све, човекот стигна од нигде, од точак еден никаков што го имаше партизански, сега вози джип. Па да си го вози со здравје. Апсолутно. Да си го вози со здравје. Капитализмот е таков, кој успее тој. А Драгче вози BMW, почитувани слушатели. Да, малку стар. BMW джип. X, не знам шо беше. Најмалиот X. И најмалиот X, тој па 5-6 евро. Значи, чуте Господ. Значи, и најмалиот X 5-6 евро. Привилегии. Да. Јас искрено посакувам некои луѓе да ги имаат моите привилегии во животот. Така што ли ми се допаѓаат. Како и да е. Иначе само секунда, Драган, еве, извинете, навистина стигна еден брейкинг. Ајде. Полицијата се чисти одвнатре разбиена мрежа за нелегални предстои на странски државјани во Македонија. Полицијата презема решителни чекори за внатрешно чистење и сузбињавање на организирана шема за нелегално регулирање на престои на странски државјани во државата. Денес големено присуство на полиција во Штип, Скопје и на дел од граничните премини према Косово. Неофицијално, акцијата опфаќа претреси на повеќе од 10 локации, домови, возила, лични претреси, како и службени простории на МВР, вклучително и канцеларијата за странци во зградата на Македонска радиотелевизија, а неофицијално се одземаат лични предмети, мобилни телефони и значајна документација поврзана со криминалната шема. Од извори на МВР брифираат дека криминалот ја јаде државата одвнатре, но очигледна е решителноста на полицијата да го воспостави редот и да сузбива разни облици на организиран криминал кој длабоко е вкоренет во администрацијата на секое можно ниво. Па добро. Навистина интересна информација ова. Со неја ја завршуваме оваа емисија, Драган. Па да, еве поздрав и од мене, чисто да го поздравиме Зоран Дојчиновски, кој што вели: треба субвенции за родилка и сперма банки, луѓе немаме. Точно така, водете љубов, давајте се што може да имаме повеќе народ, повеќе деца. Правете деца за да не прави некој друг место вас.